Собствениците на посебните делови за користење на заедничките простори во стамбените згради треба да бидат информирани, односно да ги имплементират одредбите од Законот за собственост и други стварни права, Законот за катастар и недвижности, Законот за облигациони односи, Законот за заштита на лични податоци, Законот за пожарникарство, Законот за техничка инспекција, доколку поинаку не е решено и регулирано со Законот за домување. Согласно Законот за домување, стамбените згради се состојат од посебни делови, заеднички делови и посебно заеднички делови. Посебните делови се разбира дека се становите и другите простории, а заедничките делови се заедничките простории, земјиштето, заедничко земјиште кое е во собственост на сите собственици, заедничките градежни елементи, заедничките инсталации, опремите и уредите. Сега, заедничките простори се скали, ветробрани, влезни врати, тавани, складишта, засолништа, перални, сушари, заеднички подруми и други заеднички простори за заедничко користење, а која се во заедничка собственост на сите граѓани и согласно со прописите за урбанистичко планирање. Заедничките простори се собственост на сите собственици на посебните делови и како такви тие се одговорни, освен што имат права, имат и одговорности за одржување на истите. Тие подеднакво ги користат, но и за одржувањето треба подеднакво да партиципират. За управувањето со овие заеднички делови во стамбените згради управува лиценциран управител кој е ангажиран од самите собственици на посебните делови, а доколку собствениците на посебните делови во стамбената зграда немаат ангажирано лиценциран управител, тогаш треба со истите заеднички простори и заеднички делови на стамбената зграда да управуваат представниците на заедницата на регистрираната заедница на собственици.